Имам посебна чест и задоволство да ви се обратам вечерва. Меѓутоа, пред да се обратам, најпрво сакам длабоко да се заблагодарам на ова признание, кое што искрено него не очекував. И посебно ме радува фактот што во ова одликување се вклучени неколку сегменти од мојата животна активност. Накратко ќе се задржам за некој сигурно професионалниот дел и сакам ова одликување да го споделам со сите колеги со кои што ја формиравме интервентна кардиологија во Македонија уште пред повеќе од 30 години. Значи сите колеги, се знае и ние многу добро кои се тие, заедно успеавме во земја во која што уште немаше кардиохирургија. Значи ние после 7-8 години се отвори кардиохирургија и тоа не беше во тој период прифатливо да се развива интервентна кардиологија, а да нема кардиохирургија. Меѓутоа, нашиот пристап заврши навистина со пионерски резултати, не само во регионот, туку и во светски размери. Бидејќи овој принцип понатаму се цитираше во светската литература, дека за да се спаси човечки живот, посебно при акутен срцев удар, најдобар начин е интервентна кардиологија. Ние тоа го потврдивме и потоа публициравме многу од тој аспект, бидејќи тоа беше многу атрактивно во тој период пред 30 години. Потоа за вториот дел за академската активност. Бидејќи во аудиториумот има доста млади доктори, има многу и специализанти, би сакал ово одликување да ги стимулира уште на почетокот на кариерата да размислуват, да ги објавуваат своите резултати. Значи не само да работат рутина, туку и да ги објавуваат своите резултати. И секако на крајот за 14 врва, тоа го сметам за национален успех. Најмалку мој успех, бидејќи можеби најголемата движечка сила што ми даде енергија, ќе ви ја презентирам подетално понатаму вечерва, да ги надминам сите тие тешкоти, беше токму тоа да го однесам македонското знаме и посебно македонското име на сите вровови. И тој успех го посветувам на сите граѓани на Република Македонија, без разлика националност, вера, партија или било што, на сите македонци кај да се во светот и секако на сите им го посветувам тој голем успех како нивни личен успех. Ви благодарам. Би ја подсетил дека животот не е само тоа што го живееме, туку и како го живееме и на крај што ќе запаметиме. Некогаш да се навратиме на тоа и да го споделиме, бидејќи споделувањето на животното искуство е најблагородната работа за секој човек. И сите во животот сме во потрага по вистината. Ја бараме вистината, меѓутоа кога ќе ја најдеме, сваќаме дека не можеме да избегнеме болката, мизеријата, страдањето. И во тоа е вистината. Во наредниот дел од презентацијата ќе ве поведам на моето животно патување на пронаоѓањето на вистината. Се некако започна случајно, би кажал случајно, со влегувањето во филмот на седумте вровови, така речени Seven Summits. Тоа се сите највисоки точки на секој континент. Значи тоа беше Аконкагва, Јужна Америка, Денали или Мекинли, Северна Америка, Килиманџаро, Африка, Елбрус, Европа, тоа е Кавказ, потоа Винсон, Антарктика, дното на светот,
и многу екзотичното искачување и проаѓање низ предизвиците во Западна Папуа. Тоа е дел од Индонезија и тоа некако стана моја конекција со таа држава, да после отприлика 10 години станав и случајно почесен конзул токму на оваа земја, и овој врв е највисокиот врв на австралоазискиот континент и секако Еверест, највисоката планина на светот, која што е воедно и највисок врв на Азија. Искачувањето на Еверест почнува од Катманду, главниот град на Непал, и во тоа патешествие до базниот камп проаѓаме низ многу значајни спиритуални места. Накратко само местото во Тенгбоче, тоа е храмот во Тенгбоче, каде што имав можност да имаме лична комуникација со Геше, лама Геше, кој што е главниот лама во Кумбу, Ајсвол, во време на ковидот за жал почина. Уште тогаш беше многу возрасен, над 80 години, меѓутоа исклучително мудар човек, не спои Ангдорџе, нашиот шерпа, кој што потекнува токму од Пангбоче. И за време на таа комуникација со лама Геше го отвори прашањето на мотивација. Ме праша мене: ти си кардиолог, зошто влегуваш во ризик од смрт и зошто одиш на овие авантури, која ти е целта? Тоа беше многу деликатно прашање во тој момент, меѓутоа одговорот беше дека во животот и во професијата одиме на ивица помеѓу живот и смрт, го држиме тој баланс, и многу е важно, јас по мене беше да осетам ризикот од сопствена смрт, а тоа е многу различно. Многу има доктори вечера тука, сите помалку или повеќе се соочуваат со смрт секојдневно, меѓутоа кога ќе го осетите ризикот од сопствена смрт, тоа е можноста за раст во животот. И одговорот на лама Геше беше дека суштината во животот е чистата мотивација. Тие два збора, чиста мотивација, ми се врежа во главата. И можеби тоа е еден од најважните принципи во животот, да се има чиста мотивација, да нема калкулации, математика, очекување на бенефити од резултатот, на постигнување на целта. Суштината е во животот да најдеме некоја активност која што нема да не поврзува со крајна цел, резултат, постигнување, туку да ја најдеме смислата во таа чиста мотивација. Многу често тоа се активности кои што се безсмислени. Мене многу пати ме прашувале колеги, вака некои посвесни колеги, покритични, зошто ризикуваш, си го ризикуваш животот, одиш на такви ризични потфати. Значи, и тие искачувања немаат некоја конкретна цел. Бидејќи мене никош не ми било во цел во животот да ги искачам сите 14 дрва. Тоа некако спонтано дојде, меѓутоа од сегашна перспектива мислам беше резултат на чиста мотивација. Ова е приказ на базниот камп на Еверест, и секако гледаме за прв пат Еверест и Нупци и Лоце во околината, и тоа беше 18 мај 2009 година, кога тргнавме према врвот на Еверест во 21:30. Тоа беше моето прво искуство на почеток на искачување во темните ноќни часови, и тоа всушност има многу голема символика. Бидејќи темнината е всушност другата страна од светлост. Тие не може да ги одвоиме тие два аспекти. Бидејќи човекот е суштество кое што живее на внатрешни 7 спрата куќа. Секој од нас има 7 спратна куќа во себе, меѓутоа најчесто животот и смртта најголем од луѓето го дочекуваат на приземјето. Си седа тука на приземјето цел живот и на крај тука станува и смрт на приземје, на внатрешното приземје. Меѓутоа постојат спратови надолу. Првиот спрат е спратот на подсвеста. Тој спрат најпрв го открил и го елаборирал Фројд. Многу добро, фантастично. Меѓутоа им е подлабоко, потемно. Тоа е спратот
на колективната подсвест. Тој спрат многу елегантно го опиша Јунг. Меѓутоа има уште еден спрат подолу, тоа е спратот на космичката подсвест. И тоа е сето одење надолу. И тоа е во овие темни часови што ги имаме сите. Ова е само прискачување, меѓутоа во секојдневниот живот сите вие се спуштаме, и јас се спуштаме надолу, и многу е важно во животот да го допреме дното, и тоа некој го викаат пекол. Меѓутоа тоа не е пекол. Тоа е одскочна даска кон рајот. И токму во оваа темница, кога прифаќаме ризици, излегуваме од комодитетот и одиме длабоко во темницата, почнуваме полека да растеме и ствараме услов за просветлување што следува понатаму. За жал Фројд и Јунг, иако ги опишале првите два спрата подолу, -1, -2, за жал не спомнале ништо за горните спратови. А горните спратови се првиот е суперсвесност. Вториот спрат е колективната свесност и третиот спрат изнад е космичката свесност. Ке имаме можност вечера да ги поминеме овие спратови. Ова беше искачувањето и соочувањето со звездите. Просто неверојатно. Секојаш кога ќе ги погледнам овие фотографии, ме навраќа на тие чувства и емоции, бидејќи тоа било нешто незаборавно за мене, бидејќи ги гледаме звездите различно од тука. Значи, ги гледаме одма до нас, мислиме дека ќе ги фатиме, и всушност, колку е ноќта потемна, толку се звездите посветли. Така и во животот. Колку и да ни е темно во животот, треба да знаеме дека има светлина. А темницата означува едно, дека нема светлина. Во моментот кога ќе се запали еден зрак на светлина, тогаш ја снемува темницата. Така беше овој зрак изглесојце на Еверест и ова е сенката на Еверест. Во овој момент јас се движав само со видливост на едното око, бидејќи едната страна ми беше комплетно замрзната од многу јак ветер и мраз. И некаде во 8 часот, тоа беше 19 мај 2009 година, седев со едната нога во Тибет, со другата во Непал, на врвот на светот. И тогаш мислам дека одскокнав малку од пеколот и во наводници кажувам пекол, и почна да се отвара друга перспектива во животот. Тогаш сватив колку сме ние мали во однос на природата и незначајни, и колку е се ирелевантно, а ние во секојдневниот живот се оптеретуваме со многу површни работи. И ова е тоа видео, во тоа време немаше мобилни телефони што со видеокамера, го направи еден од експедицијата од Сиднеј, Нил, и некаде после неколку години, додека бев во Индија, во Ченај, имав можност да го посетам овој меморијал, кај што на базата се отсликани животните, некаде во средниот дел се отсликани луѓето, хуманата популација, и некаде најгоре е нешто измешано. Измешано помеѓу хумана популација и божествена популација. Тоа е всушност тридимензионалната природа на човекот. Сите ние имаме анимална природа во себе, имаме хумана природа во себе и секој од нас има божествена природа. Кое ниво ќе го живееме зависи од нас, тоа е наша одлука. После завршувањето на 7 врвови, мислев дека е тоа и сметав дека веќе никогаш нема да се вратам на големи височини, и тогаш имав интензивна професионална активност на светско ниво, бидејќи во тоа време веќе добро навлеговме во нашата пракса, имавме многу релевантни податоци кои што ги споделувавме на главните светски конгреси. Например, ова беше
за мене едно од најважните искуства во Париз на ПСР во клиник Пастер, всушност во Тулус, интервенција во живо, и овие интервенции се пренесуваат на конгресот кај што има над 12.000 учесници, и тоа беше за мене едно многу големо искуство. Меѓутоа, од 2010 година воспоставив многу блиски релации со многу добри интервентни кардиолози од Индија, посебно од Ахмедабад, и еднаш годишно почнам во тој период, потоа почесто додам на тие курсеви со активно и интервенции и презентирање на резултати. Тоа беше навистина еден многу плоден период. Потоа во Бангладеш, една многу интересна земја. Овие земји немаме ние многу допир, меѓутоа кога ќе дојдете таму ќе видите дека има задоволителни квалитети на медицина, некаде и врвни квалитети. Например, искуството во Иран, во Есфахан, за мене беше навистина фасцинантно. Таму имав можност да се видам со многу колеги да работиме интервенции кои што беа навистина многу впечатливи во тој дел. Дојде ковидот и некаде 2021 година некако ми дојде интуитивно желба 12 години после Еверест и си го постави прашањето дали би можел биолошки да издржам во зоната на смртта после 12 години. И првиот врв беше што се пробав Манаслу. Тоа е во Непал. И ова се пределите на Манаслу, една фасцинантна планина, технички не многу тешка, меѓутоа има еден дел доста вака комплициран помеѓу кампот 1 и 2. И сега доваѓаме до врвот. Јас се придружив на групата на Минг Маджид, кој што од почеток каже дека ова година ќе одиме на вистинскиот врв. Бидејќи многу луѓе рече Минга дека одат на тој фал самит, и ова е тој фал самит. Стотици луѓе предходно биле, во 300 мислам предходно, и тука и прикажуваат дека е тоа врвот. Меѓутоа се испостави дека не е тоа врвот, и тоа беше една историска експедиција кога ние дојдовме до вистинскиот врв. Значи, овде е тој фал самит. Значи, кога сме тука не сме на врвот, а ова е вистинскиот врв. И сега, ако гледате од ова перспектива, значи тоа е врвот, а всушност не е тој врв, тоа е вистинскиот. И Минга направи една траверза, така речена ролболинг траверс, што ја гледаме многу добро, и ова беше фотографија на годината, 2021 година. Јас сум во жолтото дело, а горе на врвот е Минга. Значи ова е тој траверс, доста ризичен, многу ризичен период. И конечно во 10:15 јас бев на вистинскиот врв. Ова видео го снимаше Минга. Значи ова е вистинскиот врв на Еверест. И тоа беше објавено дека за прв пат после 45 години е направено ово искачување во овие услови со ова фотографија на годината. Десно од мене е Дава Јангзум. Тоа е една шерпаска, значи тоа е девојка родена во ролболинг годолината, меѓутоа моментално живее во Сиетл и е заштитено лице на North Face, и она неодамна ги заврши сите 14 врва и е атлета на Ролекс, значи е главно лице на Ролекс. А лево од мене нашата голема пријателка Джина од Њујорк, со која што понатаму веќе имавме повеќе заеднички искачувања. А ова е мојот шерпа Пемба. Значи овој шерпа ми помогна да го остварам тоа што мислев дека е неостварливо да стигнам до вистинскиот врв, бидејќи лично не сметав дека технички сум спремен за такви подвизи. За жал, Пемба после година и пол загина во Кумбу Айсфол. Ние одевме на Анапурна самит, Пемба загини. Тоа беше неверојатна загуба за сите нас од Imagine Nepal. Еден од најеките, најсигурните шерпаси. Потоа следуваше Даулагири. Тоа е Белата планина, едно од најубавите според Меснер врвови. Ова е базниот камп на Даулагири и ова искачувањето. Еве го гледам исто, горе имавме среќа да имаме добра видливост, меѓутоа многу студено време, и тука има доста промашувања. Бидејќи во моментот кога се прави анализа дали се колку луѓе ги качиле 14 врва, значи има една статистика на 2-30, 3-40 или 50-тина, меѓутоа еден дел од тие треба да ги повторат неколку врва. Меѓу нив беше и
И самиот Нимс, кој што ќе го видиме понатаму, кој што мораше да ја повтори Манаслу за да се рачуна вистински рв, а и Даулагири му беше оспорен, ова е врвот на Даулагири. И тоа беше првото искачување таа година. После тоа отидовме на Канченчунга за прв пат. Значи, Канченчунга се смета за планината со најголемо спиритуално значење. Тоа е планината, од едната страна е Сиким, Индија, значи, од едната страна, од другата страна е Непал. За индусите, ова е света планина и е најстрого забрането пристап на оваа планина, искачувањето само од непалската страна. Ние бевме веќе добро аклиматизиране, веќе сокачен Даулагири, и ова е базниот камп на 5600 метри, ова е кампот 1 и еве го гледаме према одењето према врвот, и ова е кампот 4. И тука сметавме дека бидејќи сме добро аклиматизирани, ќе биде многу лесно да стигнеме до врвот, и ова е тој сами ден на 27 април, тоа е 22. И еве се гледавме буквално према врвот. И ние всушност дојдовме до горе, до таа височина, меѓутоа тогаш видовме дека не сме на вистинскиот врв. Веќе беше доста касно попладне и почна да врне нов снег и беше небезбедно, кислородот беше на крај. И всушност кога дојдовме до тоа место, додека размислувавме дали да одиме или не, тогаш при едно движење, бидејќи овевме низ тесни кулуари со карпи, мојот кислород се закачи вентилот на една карпа и издиша целиот кислород. Јас останав без кислород на 8400. Многу е тешко да се оди со кислород и да се остане без кислород. Тие што едат без кислород полека го аклиматизираат организмот, тоа е сигурно многу потешко, меѓутоа организмот е спремен да издржи без кислород. Меѓутоа за мене беше драматичен проблем и мораше брзо да се симнувам, позади мене одеше Нимс, бидејќи он одеше без кислород и се симнувавме надолу, и тој ме мотивираше да го издржам тој пат на симнување. И тоа беше исклучително тешко и беше, ова е кампот 4 и ова е групата на десно од мене е Нимс, ова е Мигма. Мигма доби пареза фациалис, значи беше неверојатно под стрес и под лоши временски услови резултат на сето тоа. Како и да е, ова беше моето прво соочување и воспоставување на лична релација со мојата смрт. Бев повеќе мртов отколку жив во овие услови. Бидејќи на 8400 без кислород, ја мојот черпа ме остави горе, бидејќи тој се симна, тука не може никој да ви помогне. Тоа е суштинска работа да се свати, сериозноста на ова. И со Нимс некако успеав да бидам мотивиран и се симнав и тука добив малку кислород и всушност тоа ми овозможи да се симам долу и тогаш бев 100% сигурен дека нема шанса да одам повторно над 8000 метри. Како и да е, кратко траеше тоа и се отвори перспективата на Пакистан. Во Пакистан има 5 планини над 8000 метри и сигурно најимпресивна е планината Крал на планините. Тоа е К2, 8611 метри. Овде одиме преку Кашмир, Скарду, и ова е делот што е на некој начин има несогласување помеѓу Индија и Пакистан, кому припаѓа овој дел, и тоа ги прави овие авантури уште покомплицирани. И ова патешествието према базниот камп на К2 и ова искачувањето према кампот 1, најголем дел од несреќите се случува тука. Овај тој така наречен Houses Chimney, значи еден многу комплексен, краток дел, и ова престојат во шаторите кај што всушност сме сами со себе. И во тие можности откриваме, во тие состојби откриваме можностите на интроспекција, да се најдеме себе си. И тоа е многу моќно чувство и всушност тоа е на некој начин одговорот на второто прашање. Бидејќи има два значајни моменти во животот на човекот. Првото е раѓањето и второто е моментот кој ќе сватиме зошто
Тоа се условите кога наоѓаме одговор на второто прашање. И повторно искачување во комплетен мрак. Еве како изгледа таа една траверза, тоа е исклучително ризичен дел. Секоја година некој останува тука. Не може да го помине ова. И еве како изгледа проаѓањето, бидејќи е многу нестабилен терен и конечно во 7:30, тоа беше 22 јули, бев на врвот на Кадва. Потоа следеше најтешкиот дел, симнувањето. Ако гледате овој overhanging серак, значи тоа е местото кај што повремено ако едно мало парче падне, тоа е една фатална лавина. А ова потоа е bottleneck, еден од најкомплексните делови. И јас кога дојдов тука, мислев дека е безбедно, веќе готово најтешкиот дел го поминав, меѓутоа за жал престоеше најтешкиот дел. Симнувањето по Black Pyramid и Абруци Рич, кај што има многу rockfalls, одрони на камења, е најризичниот дел и за мене беше тоа уште една состојба кај што си кажав готово, нема шанса повторно да одам. Меѓутоа се симнавме долу, десно е Мигма со Ганка и мојот шерпа Чиринг. Со него го искачив Кадва, тој беше мој личен шерпа на Кадва. Одморивме 2 дена базниот камп и тука го посетивме Гилкис меморијалот. Тоа е местото кај што има споменици на многу луѓе што загинале на Кадва. Значи, кога ќе поминете тука, ова е само еден мал дел. И кога ги читате овие животни приказни, ја сваќате сериозноста на овие потфати и секако човечките на некој начин судбини. Тука беше меѓу другите и споменикот на Атанас Катов од Бугарија, кој што година дена пред мене загина при спуштањето од една ротација на К2. И кога ќе видите познати или непознати луѓе, се соочувате со непостојаноста на животот. А тоа е еден од основните принципи. И колку е се кратко и пролазно. Меѓутоа, тука се соочуваме и со концептот на карма, кој што ние го доживуваме како некој систем или механизам на награда и казнување. Меѓутоа, кармата е многу повеќе од сето тоа. Тоа е всушност одговор на природата и воспоставување на хармонијата и балансот во природата. Бидејќи за многу работи ние во животот немаме образложение. Значи, немаме образложение за многу работи. Се многу нелогични. Посебно кога ќе се соочиме, например, со губиток на некој млад живот. Например, за мен уште е мистерија смртта на Тоше Проевски. Што беше тоа што го однесе тоа момче, тој ангел од природата? Меѓутоа, тука сваќаме дека ние сме многу ограничени. Ние со нашите сетива ја перципираме само еден многу мал дел од реалноста, многу помалку од 2%. Ние буквално ништо не разбираме. Така да некои такви навидум трагични настани всушност имаат некое просветлување во себе кое што ние не го разбираме и за жал нема да го разбереме, бидејќи нашиот живот е всушност бесконечна авантура и патување низ вечноста во животот и соочување со сите овие аспекти на животот, проаѓајќи од познатото кон непознатото и од непознатото кон нештото што никогаш нема да го разбереме. И тоа е многу важно да си го спомнеме, секогаш. Дека што и да ни се случи, навидум може да изгледа многу трагично, необјаснливо, неодбранливо. Меѓутоа треба да знаеме дека во сето тоа има нешто добро и тоа скриено добро, кое што кога тогаш ќе излезе на површина.
После 2 дена одмор се приклучив на групата што одеше на Broad Peak. Собрав енергија и мотивација и не ми беше јасно зашто сите се откажаа. Од отприлика 200 луѓе што бевме обазни од кам, само 5 со Шерпа тимот продолживме. Ми требаше само половина час одење низ глечерот да сватам зашто се откажаа сите. Бидејќи после едно искачување како на К2, за 2-3 дена да одите повторно на друга над 8000, тоа е неверојатен напор. Како и да е, собрав некоја енергија и со подршка на неверојатниот тим на Шерпа си од Imagine Nepal стигнавме во 2 часот. Ова што лежи е Джина, беше истоштена, колабираше на врвот и тука успеавме всушност да го заокружиме и ова успешно искачување буквално по 6 дена после искачувањето на К2. Значи директно од камп по 3 се искачивме.